Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со Трета порта, емисија која секоја среда пребарува за вас и ви ги презентира најинтересните коментари и колумни. Оваа недела рече неизбежна тема се случувањата со споменикот на цар Душан во Скопје, па така, во ова издание ќе биде посветено на таа тема. Почнуваме со Facebook статусите на познатите личности, на интелектуалците и почнуваме намерно со социјалните мрежи, бидејќи тука се роди една голема дебата околу споменикот на цар Душан и тука имаме една дебата која е двонасочна, значи имаме поставени статуси и имаме коментари на Facebook заедницата веднаш по тие статуси. Почнуваме со Facebook статусот на професорката Билјана Ванковска кој се однесува на поставувањето на споменикот на цар Душан во Скопје и на случувањата потоа со излегувањето на група на луѓе меѓу кои имало и активисти на владачката ДОИ да го уриваат споменикот. На својот Facebook статус професорката Ванковска вели вака: "Ова со уривањето на цар Душан, да не е трагично, би било смешно. А во присуство на членови на ДОИ и на Алсат некако создава чувство на дежаву. Како беше онаа фраза? За некаква зимска кале офанзива стануваше збор, нели? Па ликуки, волци завиени со граѓанско крзно, а печалат политичко-етнички поени. Срамота." Сега ќе видиме дел од коментарите под статусот на професорката Ванковска. За оние кои користат Facebook редовно, знаат дека овие 60 на коментари се прилично доста, според некои стандарди. Па така, еве, ќе прочитаме некои од нив. Можеме малку и да ја зголемиме сликата, бидејќи коментарите се поситни. Па еве, еден корисник вели вака: "Рушат на кале, рушат на плоштад. Рушат." Еве друг корисник одговара вака: "На некого му е потребно хаос на меѓуетничка основа, а зошто веројатно ќе се види во догледно време. Сепак, ова личи на тест да се види колку брзо се пали огнот по овој основ." Се разбира дека голем дел од статусите и коментарите не се напишани баш правописно, затоа и при читањето има проблеми. Но таква е комуникацијата на социјалните мрежи, оние кои користат знаат. Еве друг вели вака: "За некое време, месеци, година ќе го видиме известниот Африм Гаши како советник, шеф на кабинет, пратеник или амбасадор, веќе видена работа." Овој коментар се однесува на лицето Африм Гаши, кој се јави како организатор на протестот пред споменикот на цар Душан и се алудира на поранешната улога на сегашниот шеф на кабинетот на лидерот на ДОИ Али Ахмети Артан Груби, кој беше и лидер на протестите на Калето, па подоцна стана шеф на кабинет. Еве го и коментарот на професорката Ванковска. "Интересно е што некои албански интелектуалци сметаат дека чинот на Гаши е доблесен, затоа што го прави на пладне и символички, а он на синоќа било кукавички. По темнина, принцип е исти, све со остало нијансе, пееше Балашевиќ." Потоа продолжува вака: "Нели е тоа очекувано, професорке? Насилно, поточно лошо градење продуцира насилно рушење. Замислете, никој од институциите не знае кој го нарачал, кој го поставил и која треба да биде символиката на тој споменик, и не само на овој, туку и на повеќето од проектов." Еве, друг корисник прашува каде е полицијата. "На мостот на цивилизациите дојдоа диви, нецивилизирани луѓе да рушат. Полицијата треба да им објасни дека не може секој во оваа држава да си ја зема во своји раце правдата и да ја разделува нецивилизирано." И еве го одговорот на професорката Ванковска: "Здравко, јас не сум за насилство од каков било вид. Во тоа не се согласувам со Најчевска, на пример. И ако се организира граѓанска акција, таа мора да биде ненасилна и етнички непристрасна."
тука завршуваме со Facebook статусот на професорката Ванковска и се префрлуваме на Facebook статусот на Арсим Зеколи, кој е политички аналитичар и чест коментатор на социјалните мрежи. Тука ги изразува своите мислења и тој вели вака. Интересно, како оние кои до пред недела дена се згрозуваа од фашистичкиот поздрав на Шимоник, денеска се први кои не разбираат зошто да не се постави Царо Душан. И уште поинтересно е кога нивната двојна игра ја обвиваат во обланда на граѓанска згрозеност и цинична жал како тоа албанците имаат двојни стандарди. Тука завршуваме со делот Facebook статусите, ќе направиме еден мал пресек за да се вратиме на соопштенијата на двете владеачки партии ВМРО ДПМН и ДУИ. Тоест, ДУИ излезе со изјава за медиумите, а ВМРО ДПМН се огласи со соопштение. Она што го кажа ДУИ е дека во суштина признаа дека членови на владеачката партија биле вечерта на местото кога се уриваше споменикот на Цар Душан, но тие велат, тие таму биле за да ја смират состојбата, а не да учествуваат во уривањето. Но пратеничката Ермира Мехмети праша едно интересно прашање, таа вели да не прашуваме кој го уриваше споменикот на Цар Душан, туку кој го постави. Значи имаме состојба кога владеачка партија која учествува во сите институции во државата вели дека не е важно зошто некој незаконски уривал споменик. Па така еве изјавата на Ермира Мехмети во самиот наслов се вели вака. Не е важно кој го уриваше Цар Душан, важно е кој го постави. Тоа новинарите го извадиле како најинтересно од незиниот одговор и тоа е еве тука вака. Дел од изјавата на Мехмети. Ако не се знае кој го поставил споменикот на Цар Душан, безпредметно е да се прашува кој сакал да го урне. Контроверзноста на ликот кој се величи со споменик за пратеничката на ДУИ е доволна причина за незадоволство кај албанците. Мехмети побара да се соопшти кој го поставил споменикот, кој го платил и кој го нарачал, па потоа да се зборува кој сакал да го урне. Тука во текстот се вели дека појавувањето на високи функционери на ДУИ било за да се смират страстите. Еве уште една изјава на Мехмети. Албанците кои плаќаат даноци не сакаат со нивни пари да се постави споменик на Цар Душан, цар кој според Мехмети сечел глави на албанци. Продолжуваме со соопштението на ВМРО ДПМН, која го осуди вандалскиот чин. Сега, иако тука во овој наслов е стајано дека ВМРО ДПМН кажало атакот врз споменикот е вандалски чин на ДУИ, поточно во самото соопштение тоа не беше така. Во соопштението на владеачката ВМРО ДПМН само се осудува вандалскиот чин, но не се потенцира дека тоа е чин на ДУИ. Па еве дел од соопштението. ВМРО ДПМН смета дека чинот на оштетување на споменикот поставен на мостот на цивилизациите е вандализам и смета дека сите што учествувале во овој вандалски чин треба да сносат своја одговорност. Институциите треба да постапат согласно законот што го дефинира ова прашање. Наметнување на дебата околу процедурата на поставување не смее да биде алиби и оправдување за било какво насилство или вандализам и да зацкрие нечие неодговорно и нецивилизирано однесување на мостот на цивилизациите. ВМРО ДПМН ја разбира целта на поставувањето на споменици од личности од различни цивилизации и периоди: антички, словенски, византијски, римски, христијански, албански, српски и други. Личности кои потекнуваат од различни културолошки и етнички идентитети,
токму заради тоа што во археолошкиот музеј се наоѓаат артефакти кои овие древни личности ги оставиле за себе на територијата на Македонија. Продолжуваме со Facebook статусите, бидејќи целата дебата се пренесе на Facebook мрежата, бидејќи на медиумите и нема дебата, не излегува двете владеачки партии да ги објаснат своите несогласувања, па така Едмонд Адеми, кој исто така е политички аналитичар, вели Кале 2,0 во продукција на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Статусот е напишан на албански, но се разбира што сака да каже Адеми, кој смета дека ова е повторување на случувањата на Скопското Кале, кога владеачката ДУИ исто така навечер излезе да ја урива црквата музеј која се градеше на Скопското Кале. Продолжуваме со Facebook статусите во еден друг правец. Имаме Facebook статус на Ивица Боцевски, кој е поранешен вице-премиер и кој ги осудува насилствата, го осудува уривањето на споменикот на цар Душан, но во својата осуда Боцевски не ги осудува директно и медиумите кои го пренесувале овој чин. Боцевски смета дека со своето пренесување на тоа што се случувало, медиумите придонесувале во создавањето на тензии. Сега, дали Боцевски мисли дека медиумите не требало да пренесуваат или дали смета дека медиумите на погрешен начин пренесувале, тоа точно не е кажано во Facebook статусот, па затоа ние ќе го прочитаме и ќе прочитаме некои директни коментари под неговиот статус, во кои коментари се јавуваат и главни уредници на тие медиуми кои Боцевски ги повикува. Еве го статусот, вели вака. Вчера повторно го видовме грдото лице на фашизмот во Македонија. Ова е порака за српската заедница во Македонија. За жал, на столбот на срамот, главни ликови се и неколку медиуми кои го подбоснуваат овој излив на фашизам. Алса Тем, Телма, Плюс Инфо и Либертас, како и некои поединци од политиката. Се надевам дека судот на честа на ЗНМ конечно ќе реагира и ќе ја осуди оваа кампања на омраза насочена против изразувањето на идентитетот на една од помалите етнички заедници во Македонија. Сега ќе видиме некои од коментарите под статусот на Боцевски, кои исто така се прилично многу, значи има околу 90 коментари, што значи дека Facebook статусот на Боцевски веднаш предизвикал дебата. Ние ќе одиме директно на една од повиканите, тоа е главната уредничка на телевизијата Телма, која му одговара на Боцевски. Еве ќе прочитаме дел од одговорот. Се поправи и ја додаде Телма. Браво за Боцевски. Ти ли нас ке не обвинуваш за фашизам? Разводнивте и уништивте се што е македонско и патриотско во државата. Тодор Александров не ти пречеше кога го ставија, иако на 10 километри воздушна линија ја славиме неговата жртва, Ѓорче Петров, убиен лично од врховистот и прокламиран бугарин Александров. Не ти пречат ниту Мара Бунева, а ниту Ванчо Михајлов, Симеон Радев, подписникот на распарчувањето на Македонија. Според твојата, вашата логика, треба да му се постави споменик и на Велимир Прелик, српски жандарм, полициски началник во Скопје за време на окупацијата во 30-тите години на минатиот век, кој бил убиен од Мара Бунева, а по наредба на Ванчо Михајлов, бидејќи нели со Скопје 2014 сака да се представат историските настани што се случиле на овие простори и цивилизациите што поминале тука. Ќе одиме директно на одговорот на Боцевски на ова, кој вели: Да, Емилија Лазаревска, вие ја подбуцнавте целата работа. Не ми пречи ниту една личност што оставила трага во македонската историја, а историчарите ќе се дебатираат за нивната улога.
Потоа, јас тука се обраќам со моето име и презиме, па ќе замолам така и да ми се одговори наместо да се користи множина. Токму медиумот Телма ја подбоцнуваше толпата и глутницата да направи ваков вандализам, па сега мора да се соочи и со одговорноста од своите постапки. Дебатата продолжува понатаму. Ќе ги најдеме коментарите на повиканите. Еве го пак одговорот на уредничката на Телма. Значи вака на ваков начин ние создаваме де факто дебата. Кој го постави цар Душан и Тодор Александров и така натаму, вој на конј? Кој? Јас ли ги поставив Симеон Радев? Јас ли присуствував на откривањето на училиштето, конгреси и манастирите во Чаир? Телма ли преку ноќ ги смени имињата на училиштата во Чаир, а до ден денеска Министерството за образование не постапи по закон да ги отстрани, туку во свидетелствата на децата ги пишува старите имиња за мир во коалиција. Јас ли се правев мутава дека не знам, не сум надлежна и јас ли викав истражете дали е дивоградба? Тука е интересно. Ивица Боцевски на тоа вели: секоја чест, јас сум знаел само за манипулација и за ширење омраза. Браво! Кој знае каков монструм ќе се разбудам утре. Во секој случај, вие ќе имате проблем со вашата совест, јас мирно ќе спијам. Тука се вклучува и главниот и одговорен уредник на телевизијата Алсат, кој вели: продолжи да спиеш, Боцевски, спиејќи многумина како тебе во оваа земја, сме тука каде што сме денеска. И одговорот: чекам извинување Мухамед Зекири за сеење омраза и етничка дискриминација во Македонија. Тука на некој начин завршуваме со Facebook статусите и ќе прочитаме и дел од колумните на оваа тема, а ги имаше многу. На оваа тема пишува и оние редовни колумнисти кои коментираат други рубрики, кои коментираат други теми. Овој пат се одлучија да проговорат за поставувањето на споменикот на цар Душан. Ние ќе прочитаме дел од нив. Еве редовната колумна на Тони Науновски, кој вели: варварите дојдоа македонци. Оваа колумна се однесува на оние кои го уриваа споменикот на цар Душан. Варварите дојдоа македонци. Тие се пред нашите порти, пред вратата на секој од нас. Кога тие дојдоа среде центарот на главниот град на нашата држава со огромни чекани, зарем се уште некој мисли дека нема да дојдат и на други места низ Скопје, например на Водно, во Кисела вода, Капиштец, Црниче. Секаде се нашите споменици, а секаде ќе дојдат да уриваат еден ден. Веќе нема сомнес што тие дивјаци мислат дека сите оние кои некогаш во историјата убивале албанци во само одбранбени акции против балистите, а тоа се практично сите македонски борци од Втората светска војна, Михајло Апостоловски, Ченто и многу други, ќе бидат следна цел на оние и таквите дивјаци кои половина час го кршеле крстот, символот на христијанството. Злогласниот Джемо Хасо и неговите убиства на македонските цивили во Лазарополе, зашто сведочи максимално наративно и драматично, меѓу другите и Симон Дракул, денес имаат споменици. Тие се нивните идоли, споменици, а на оние кои таа Вартоломејска ног за македонците го кршеа на светиот верски символ, крстот. Продолжуваме и со колумната на Бранко Ѓорѓевски од Дневник. Секогаш кога некој преку ноќ ќе земе токмак или бейсбол палка и ќе почне да крши нешто што е јавно богатство, дали споменик или уште пострашно ученички глави, умислата му е да крене тензии во земјата. Овој пат тоа се меѓу етничките, во кои се вторнуваат и србите. Умислата важи како за оние што своите лица срамно ги кријат кога упаѓаат во автобуси полни со недолжни ученици.
така и за партиските функционери на ДУИ, кои во темнината решија да се пресметаат со еден споменик. Ова беше колумната на Бранко Ѓорѓевски. Сега ќе продолжиме со уште една колумна, значи на Ерол Ризаов од Утрински вестник, кој редовно коментира на сите теми и овој пат својата колумна ја има посветена на споменикот на Царот Душан. Значи, веднаш ќе ја отвориме колумната и во својот наслов Ризаов вели вака: Душан силни, пак се круниса. Еве, малку ќе го намалиме зумот овој пат, бидејќи дел од текстот се губи, но така нема да може да се прочита, па така сепак ќе се обидеме да видиме вака. Националистите и шовинистите ги оживуваат спомениците за да ја зачуваат или освојат власт. Цар Душан Силни по 7 века повторно се кронисува во Скопје. Две групи бедници го плукаат и го бранат. Не знаеш кој од кого е понеписмен и поголем шовинист. Дали тие што тајно да не види никој му поставија споменик на царот српски или тие што сакаат јавно да го урнат. Се помалубројни и обични граѓани кои се уште се неинфицирани од партиски пресметки за зачувување или освојување. Само момент, или освојување на власта, се изложени на жесток терор и јазик на омраза од разни политички шарлатани и медиумски труби. Не баре цар Душан е воскреснат Слободан Милошевиќ или е спасител кој ќе го одбране со меч православието, талибанци и муџахедини, кои само што не тргнале со џихад на избори. Пропагандистите во Македонија кои зборуваат во името на сите срби, најмногу прават антисрпско расположение, албанците антиалбанско, а македонците антибугарско и антигрчко. Бугарите и грците гледаат сеир. Гледаме и ние секој ден во живо трагикомична драма во земјата на спомениците, каде што сите ги тресе стравична споменикоманија. Со овој статус, оваа колумна на Ерол Ризаов ја завршуваме оваа емисија. Ова беше се сега. Останете со програмата на 24 вести. Трета порта следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја презентираме големата слика.